Еве овдека во селото Стојаково да видам уметник, под навод кажано самоук уметник, да прави антички творби, антички чупови од времето на Александар Македонски. Да ми се представиш твоето име и презиме. Јас сум Васко Станков од село Стојаково, самук мајстор и работам со камен исклучиво и се трудам по еден македонски, старомакедонски занет да го заживеам, што е заборавен, и да се изградат, ги правам овие изработки исклучиво од камен, и тоа само природен камен, без никакви други додатоци. Пред колку години почна и која беше идејата? Почнав пред 7-8 години. Идејата ми беше, прво правев големи зидови, тоа што е подпорни зидови за куќи, за други работи, и тие многу тешко, има голема тежина, да кажеме, и почнав да направам помали работи, заради тежина, заради ми правя и саксиите, да кажем, од камен, се моја лична декорација, личен изум кој што го нема на повеќе места, и поготово овој начин што е на работа со камен, мозаично зидање, јас го викам. Овој начин во една макротрпна работа, каде што, да кажем, и кјуповите и вазите е потребно многу време, ама за тоа јас викам, му давам гаранција 100 години, најмалце. Кога, кој предмет прв пат го изработи? Што беше тоа? Првата саксија што имаме изработено е изработив во карпа, во спила. Така? Таа е изработена со глето и чекан, едноставно ја одиш и вадиш од карпата и таму ја созидуваш. И таа беше мојата прва, да кажем, жардинерија за цвеќе, која што е сега. Со текот на годините, како занајатот повеќе го усовршуваш, како го се развива и по потребите, да кажем, на луѓето, изработувам некој пожелба, значи да му се вкопи во неговиот интерес, во неговата градина, во неговиот, да кажем, во цркви, во манастири, во хотели. И се тоа го работам од хоби, да кажем, како додатна заедност од земјоделието. Иначе работиме земјоделие, пошто земјоделието западна во општо и во државата и во секаде е западнало, тешко се преживееш и мораше некој занет, и јас со овој занет го дополнувам семејниот буџет за екзистенција, едноставно такој. Инаку може да кажам, се е рачно. Значи може само да се види, ети камерата да утврди дека освен со чекан и со некои други рачни помагала, сето тоа се изработува рачно и сакам така да остане, да се изработи по тој принцип, по таа техника, и додек сум јас, да кажем, може да работам, секој тоа ќе се изработува рачно и со љубов, да му се даде душа на, да кажем, на саксијата, на кјупот, да му се даде една приказка, да му се даде, да се знае дека тој што ќе биде во неговиот двор, ќе знае, ќе отиде рачно од мајстор, с љубов изработено, не е машински, не е од страна дали било од Кина или од друго, туку е домашно и со љубов изработено по нашата стара традиција која е вековна, може да кажем, и тоа поготово со каменот. Каменот е материјал кој што ние македонците го памти век со него работиме, и тоа не е одрживо, да кажем, со текот на вие сите војни што има се десено со него. Народот едноставно, ако не бил каменот, не може да си ги обнови толку брзо тие, да кажеме, домови или објекти кои што му биле битно значење, кај што ети од камен можат сите луѓе, значи, знаат, одат на локалитетите и гледат, сите изработки, да кажем, што се од античка Македонија остане, се од камен и само од камен. И тоа е многу и ден денес после толку векови обстои така. И така и моите изработки
се надевам дека и верувам дека ќе обстојат многу години. Колко временски период на овие важни, на овие чупови, веќе им е потребно да се изработи? Или зависно од предни се работи? Да, зависно од која големина, зависно од кој ќуповите се работат со месеци. Значи, еден ќуп да го изработиш во ваков или од друг камен, значи, тој треба да го изработиш со месеци. Значи, не треба брзиње, си има техника, да кажем, рачно, и тој е потребно време. Саксиите може да се изработат, да кажем, зависно од големината, овие саксии може да се изработат за 5-6 дена, да кажем, во овој стил. Бих кажал за овие саксии како модел, што се тука пред нас, најчесто ги изработувам нив, бидејќи кога во домовите, знаеш, домакинките претежно кога ги стават пред вратите, и вика секој пат, вика кога ги стави, вика саксиите, вика пред вратата, вика, кога идат гостите, вика да ме прашат за, нели, од кај ти се овие, и секој пат започне, вика, еден позитивен муабет, позитивен разговор, вика, и позитивно, вика, се одвиват, вика, сите, вика, и кој вика дојде, вика, ме прашува, вика, за них, вика, и тоа на мене ми дава дополнително, да кажем, сила, да продолжам да работам, да се усеќаат задоволно, да кажем, да има низ повеќе места и... Овде во заради тебе ги имаме ликот на Филип II, имаме уште еден лик, изрезван во мермер. Ке може ли да ни ги откриеш тој другиот лик? Така. Би кажал тука за грифонот. Значи грифонот е Божи символ, значи грифонот, кога Господ му ги дава на Мојсей 10 Божи заповеди, и му ги стига се напишани на камени плочи, 2 камени плочи, и се ставени во ковчег. Врз ковчегот има 2 грифони. И тие грифони му се дадени на Мојсей како чувари на 10 Божи заповеди. И од таа грифоните ги има и во Александар Македонски е многу насликан со грифоните, и грифоните представуваат чувари на христијанството, на Македонија, на домовите, на куќите, секде кај што е поставен, фактички ја чува куќите, ако нема, тој е Божи символ за нас македонците, и тој е ангелот кој што го има, значи, представено во Библијата и во сите тие работи е опишен, и тука во ова, да кажем, моја скромна работилница го носи тој символ, значи, на грифонот. Јас бев на посета во еден елитен хотел во Скопје, и таму видов еден голем чуп, кој што, кога дојдов овде, како ми го покажа на фотографијата, ова е твоје ремек дело. Ајде малку историја за него. Како тој ќуп дојде во Скопје? Да. А тој ќуп, Зорене, беше предвидено да го работам, нели? Така, викам, тоа е одредено тоа, но за жал, при самата изработка ги помина сите димензии. Сите димензии ги помина и мислам оти најголем ќуп до сега што имаме истражувано, е најголем ќуп на тлото на Европа, изработен од камен. Значи ќуп кој што е единствено од камен, изработен по ова прецизна техника со, да не кажем, илјадници камења, и тој ќуп се наоѓа во Скопје, може да го видат, да кажеме, сите што сакат најголемиот ќуп по моје во Европа што е од камен, во ресторанот Буши во Скопје. Тој е поставен таму и таму се наоѓа. Да завршиме разговорот со ова прашање. Дали се гледаш наследник на македонските каменорезци, на македонските фреско живопишувачи на дичозографот? Затоа што сите луѓе што остават наследство на една ера кој што поминала. Гледај сега. Во што гледаш, ваа дарба е од Бог. Ще да кажем, тој е се од Господ дарба, што ја давала сила, што ми даде да можем овие прекрасни дела да ги изработам. Ети тој Божи символ.
мора да ти кажам, во моите изработки нигде нема надпис, нигде нема жик, дека јас сум го изработил. Значи, тоа е така ќе биде, сум кажал секој пат. И од сега многу души викат, зашто викат ти не вие прекрасни изработки, да кажем, имаме изработки од кјупови, од сакси, низ цела Европа, да кажем, луѓе. Ете сега преку модерно, преку интернет се следат, нели, тие слики објаваме, да кажем, имам во Холандија, имам во Германија изработки, имам во Австрија, во Србија, во Грција, во Италија и во Америка имам една мала вазна, да кажем, поради тежината не може да се понесе. Низ Македонија горе-долу, низ сите градови, а исклучително низ цркви и манастири, овие модели кога ќе се стават во црквите, така насте, како мислиш, како Господ сакал таму да му е местото, како да сам си ги изработил за него и прекрасно се вклопуваат во амбиентот и цвеќето, да кажем, што ќе биде посадено, убаво вегетира, убаво, да кажем, и тоа иначе за дали се наоѓам толку од типот на тие уметници, да кажем, като дичен сограф, не би сакал споредба да правам, тие се, да кажем, тоа минатото ќе покаже, времето едината ќе покаже како ќе биде понатаму, али со ќупот што е изработен големиот и поготово пред овие модели што се наоѓаме сега, значи тука што ги има во моментот, дава и јас него пат му се восхитувам, иако јас ги изработвам, му се восхитувам и си викам, и ова спеја се направи, знаеш, дава малце големина, а иначе ти кажав, нема нигде белези, оти јас тоа го правам, тоа така ги биде до крај, сум кажал, оти нема да има нигде белек, оти тоа од мене изработено, туку тој што сака да знаат кој е изработено, ќе ме најде и ние тука сме во Стојаково, што викаме ние, Игор Џабаров, што вика во центарот на Македонија. Е селото Стојаково. Да, тука се овие антички, да кажем, македонски со љубов направени и нешто што би поминал се, да кажем. Јас ви го завршил разговорот со една моја констатација. Вие сте наследник, продолжувач на многуте зоографи, џидари на Македонија. Од датичка до денес. Благодарам уште еднаш. Благодарам за Зорене, за посета, благодарам за оваа можност што ми укажа и се надевам дека друг пат и македонската јавност и сите ќе ги удостоим за некоја поубава изработка со нешто такој. Само би допълнил уште нешто. Значи, кога се однесува до зидарството, до нашата техника, да кажем, во Македонија, и сега преку интернет има страници, каде што низ цела Европа, низ цел свет има групи, каде се објавуваат, да кажеме, ирците ќе објават некој нина, англичаните некој нина, од цел свет, да кажем, буквално во тие страници ќе објават некој нина слика и изработка, и ние кога ќе го објавам ќупот, и они починат фасцинантно и викат дали е можно тоа, викат да ни пуштиш видео, нели, како се изработува сето тоа, и на крајот ме питат многу прашање и јас му кажувам така. Кога ќе бидеш, викам, македонец, тогаш, викам, ќе го изработиш, викам, ти во... И ти, добро, викам, благодарим, значи, малце, да кажем, таа е реалност. Значи, тоа е реалноста и тие со, да кажем, може да се видат и тие многу позитивни коментари, они викат, вика, вие още продолжувате, вика, да го издадат. Да се изненади и светот и тоа, и тоа е, сега за сега, Зоран, тоа понатаму ќе се надевам дека ќе изработам, имам желба да изработам нешто по-уникатно, ама тоа... Времето ќе го покаже и со промисла на Бога. Да, со негова Божја помош, се надевам дека ќе успееме, да кажеме, да одиме напред.